Денеска ќе разговараме за театарот, за улогите на актерите, за магијата која што се создава за време на представите, за публиката, а овој пат детската публика. За таа цел, наш соговорник денеска ни е актерот од театарот за деца и младенци, Мики Анчевски. Добре ни дојде. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на твојата емисија. И благодарам за поканата. Овој пат, прв пат, имаме актер, токму од театарот за деца и младенци. Навистина ни е задоволство и чест што веднаш прифати да не бидеш дел од гостите. Па, благодарам уште еднаш на поканата и мене ми е чест. Сега се наоѓаме од другата страна, не сме на сцената, него кај публиката. Како се чувствуваш од оваа страна? Супер. Опуштено. Многу е поинаку, меѓутоа сум присуствувал кога колегите играле нормално на сцена во представи во кои што јас не учествувам, меѓутоа сепак е опуштено, нели? Немам некоја одговорност поголема. Кога сме веќе те најавив како актер, нели, во театарот за деца и младенци, зошто детски представи, а не представи за возрастни? Па затоа што во театаров се играат детски представи, не, шегата на страна. Значи, претходно пред да се вработам во овој театар, имам работено во другите театри, исто театарски представи, како во Драмскиот театар во Скопје, така и во Македонскиот народен театар. Меѓутоа, со отварањето на конкурс за вработување, бев примен во овој театар. Значи, немам јас некои предрасуди, дали, не знам, имам завршено, нели, во факултет за драмски уметности од сек актер. Меѓутоа, кај нас, во Македонија, на тој факултет и конкретно за тој смер, нема конкретно, значи, после тоа, нели, гранки, дали си ти глумец специализиран за драмски представи, конкретно, не знам, или комедии, или детски представи, така да, уште поголемо ми е сега задоволството откако се вработив, затоа што може би звучи како клише тоа што ќе го кажат, детската публика е наискрена, меѓутоа верувајте дека е така. Мал милион ситуации сме имале кога децата реагираат, искрено реагираат и во таа ситуација буквално бара од вас како глумец да се снајдете во конкретната ситуација, да изреагирате или да не изреагирате бурно или не знам како, значи да не излезете од представата. Така што знам, задоволство ми е што сум дел сега после има веќе 4 или 5 години, 4 години сигурно во овој театар. Меѓутоа морам да кажам дека не се играат само детски представи, од неодамна, па и не е баш од неодамна, има веќе 2 нешто години се играат, повторно е разиграна, отворена, започната е, да кажам, младинската сцена, значи се играат младински представи кои што се, нели, за она повозрасна публика, ајде да кажам така, тинејџери, па, нели, нагоре. Веќе споменавме дека имаш претходно искуство и на сцените на другите театри, не е само детскиот театар за деца и младенци, туку и други театри како МНТ, како Драмски и слично. Сега, кога сме ке представите, дали има разлика во подготовката на детска представа и представа за возрастни? Дали некоја од нив можеби е позахтевна, бара повеќе внимание, повеќе посветеност или seедно е за било каков представа да се работи? Па, знаеш како вистинскиот глумец и уметник не ги дели нити ликовите, ниту пак представите. Значи, како глумец, подеднакво треба да ти е важно, и мене особено ми е важно, да бидам навистина максимално подготвен и присутен на пробите, и не ми прави разлика дали работам јас на представа за возрастни или пак детска представа, затоа што анализите, пробите на маса кои што се прават се подеднакво важни за кога ќе излезете на сцена, нели, кога ќе имате веќе готов продукт, производ, кога ќе треба да излезе премиерата, да вие бидете максимално подготвени, да имате, нели, направено лик, зборам, нели, од позиција на глумец, актер кој што учествува во една театарска представа, нели, да не испадне дека да имате чувство како глумец што јас правам во оваа представа или не знам што да правам, па сега си се шетам без везе затоа што не сум наштал нешто попаметно. Истото чувство може да го добиете доколку не се вложите максимално и во представа за возрастен, нели, ај така да кажам. Така што мене не ми прави разлика, односно не го омаловажувам фактот дека јас ја работам детска представа, па знаеш треба малку да бидам полабав, па не знам, нели, да се осеќам малце по-слободно, полагодно, па кога ќе работам представа за возрастен, значи сега тука малку ќе се стегнам, нели, посериозно ќе ја фатам работата, нема врска. Додека сме уште на тема представи, би прашала каква е агендата на представи, на премиери, на репризи или на проби, еве? Просечно на неделно ниво. Кај нас во овој театар постојано се работи. Буквално се работи.
ајде 24/7 да кажам. Значи има представи како закажани утрински сабајлешни, така и редовен репертоар кој што најчесто 99% од случаевите се одвива четврток, петок, сабота, недела, па некој не пише на правило дека слободен ден на театарџиите понеделник, ама тоа е не пише на правило. Секогаш се подготвува театарска представа кога имаме пробите знаат да траат нели од понеделник до недела, па често пати се случува и да немаме нели некаков си слободен ден, меѓутоа нели после тоа се компензираат работите. Постојано се работи во овој театар и се играат представи, како што кажав, има утрински представи, па може да се случи да нели доколку дојде режисер се работи некоја представа после утринската, некој пат имаме и две. Ја на пример кога се вработив првата година, првата представа што ја работевме Цветната улица, првата година имавме скоро секој втор ден утринска представа, конкретно со таа представа, и дури се случуваше да имаме 2 или 3 изведби од изутрина, ама од сабајле. Значи, па после тоа продолжувавме со проба, да речеме, за друга представа, па си доаѓа вечерта пак, или не мораш да си идеш дома, бидејќи веќе ти е цел ден поминат во театаров, паузираш, јадеш, правиш било што се релаксираш, па од 6 сат, некаде 5:30-6 часот почнуваме да се спремаме за вечерашната представа, односно редовниот репертоар, бидејќи кај на свој театар представите не почнуваат од 8, туку од 7 часот. Можеш ли да издвоиш некоја представа или неколку представи кои што побудиле најголем интерес кај публиката и биле најпосетени? Па секоја представа кај нас е посетена. Не можам да издвојам некоја што не е посетена. Предпоследната представа што работевме е едно звучно име, звучен наслов. Пепелашката е преполна, но интересен е и фактот што на пример се работите представи кои што не се правени врз основа подложка нели на некој звучно име, наслов, како што е на пример Пепелашка или не знам Снежана и седумте џуџиња. На пример последната представа што работевме е правена по текст кој што го напиша конкретно драматург кој што е млад вработен талентиран кај нас во театарот Горијан Милошевски, режираше Хана Миленковски, исто млада режисерка, вработена кај нас во театарот. Значи представата се вика Гига Мега Бајка и се работи за представи, односно приказни кои што ние сме ги слушале, читале како помали, тргнувајќи не знам од Црвенка, па Пинокио, не знам Аладин, меѓутоа се е тоа некако испревртено наопаку и склопено е некако чудно, се од сите се прави една гига мега бајка на крај приказна излегува, а имал представи кои што се исто така долго време на репертоар, значи се даваат сигурно се играат повеќе од 10 години. Значи со над 300 изведби, што е огромна бројка за една театарска представа или живот на една театарска представа, како што убавицата и ѕверот, Зрното грашок и принцезата. Тоа се значи представи кои што не играме, играат по старите колеги, но сакам да кажем дека замислете представи кои што се играат веќе 10 години, па и се уште се преполни, да и се актуелни. Можеш ли да издвоиш некоја улога која што ти била најтешка до сега за изведување, за играње? Па секоја улога е тешка и комплицирана на свој начин, меѓутоа имав процесот беше малку поинаков кога работевме, ама тоа не е детска представа, значи она спаѓа во младинските представи, нашиот клас, во режија на Владимир Милчин. Тоа е прво текстот е многу тежок и набиене со емоции и бараше огромна анализа на маса, значи тоа е процесот на проби на маса беше долг, но најмногу заради тоа што требаше да бидеме добро подготвени кога ќе излеземе на сцена. Но не би рекол дека таа представа ми е тешка и комплицирана, но е бидејќи сме 10 актери на сцена и 2 часа никој не излегува од сцена. Буквално сите сме паралелно на сцена, додека еден говори текст, другите исто, значи не стоиме простум, него сите имаме некаква задача и таква представа, верувајте, многу тешко да се игра, бидејќи можете, како што кажав пред малку, доколку не сте доволно концентриран, да кикснете и тукаш ја утињате цела сцена и почнува да тоне представата, самата представа е направена да не паѓа. Ако паднете, ви автоматски ги влечете и колегите надоле и пропаѓа цела представа и више станува досадно монотонно и на самата публика. Во тој смисол можеби би ја извел некако тешка за играње, меѓутоа со, нели, како што кажа и ти, да си 100% присутен буквално на сцена.
Дали ти се случило некогаш да заборавиш текст сред представа? Да. И што понатаму? Конкретно за оваа представа, сега што ти ја спомнав пред малку, на нашиот клас имаме една сцена која што има прелом во прекршување во представата, значи почнува многу весело, многу разиграно за во еден момент или да се прекрши, да почнат да се случуваат тие полека или страшни работи моменти. Имаме еден монолог во првиот монолог што го имам во представата, кој што е баш буквално језив и набиене со многу емоции, така многу тежок монолог и така некако чудно е поставена сцената и кажувањето на монологот. Во еден момент ми се случи да на сред монолог буквално се блок доживеам, да не знам што следи понатаму. А од друга страна не може да ти помогнат колегите заради тоа што се работи за монолог, значи треба тебе самиот да ти текне. Така да си направив, окей, избрав до 5, го почнав од почеток и си го завршив. Играш во детскиот театар, а тоа по себе си носи носење на многу живописни и интересни костуми, па би можел ли да издвоиш некој од тие кои се костуми, ако не во последно време, би си носел и кои улоги си ги играл во тие представи? Многу се случува во една представа да сменам и ако представата детска и трае час, некој пат и неполн час, не е ни важно, да сменам неколку улоги и неколку костими. Па имам играно од, не знам, куче до, не знам, желче, до лав, до принц, до, не знам, некои си чудни измислени суштества што не постојат, а се валјда во имагинацијата на драмскиот писател, па, нели, постојат заради представата. Значи, има многу ликови се вака, ме фати на препад, не ми текнуваат, меѓутоа стварно, мислам, например во Бајка за царот Нај, играме исто прилика десетина актери, меѓутоа секој од нас менува минимум по 5 ликови, 5 костими и кога ја става таа представа на репертоар на луѓето што работат со костимите им се темни затоа што има од прилика околу 40 и нешто костими представата. Значи имам, не знам, многу ликови. Можеш ли да ни го доближиш некако од твоја страна како актер моментот од почетокот на представата до незиниот крај? Дали комплетно се пренесуваш на сцената и ништо друго не може да ти го сврти вниманието? Па треба да е така, најчесто треба да е така. Без разлика каков и проблем да имаме, нели, го оставаш проблемот за сцена, си одигруваш представата, после тоа си излегуваш за сцена, си го земаш проблемот со себе и си заминуваш дома. Но бидејќи се работи за театар за деца, каде што детската публика за разлика од возрастната си реагира отворено, без срам, без перден или и си реагираат ако нешто не им се свиѓа, не им се допаѓа, не ти се, мислам, некој лик не им се допаѓа, па навиваат, па дофрлуваат, во тој смисол и немаш потполно да се изолираш, бидејќи нели поинако кога играш представа за возрастни, па нели возрастните се малку се нечкат, па ако се смеат, па малку се смеат и срамежливо, па срамежливо реагираат, но со детската публика нема зафркавање, значи тие се отворени и искрени, и секоја представа е буквално различна и не можеш да се изолираш 100% во тој смисол. Значи мора да знаеш во нели тако има некакво си било какво дофрлување, често пати ми се случувало нели да те фати и смеа на сцена, меѓутоа и се смееш затоа што мислам не можеш да не се насмееш. Искрено некој дете кој ќе изреагира нешто ако дофрли, мислам се смее цела публика, сите колеги се смеат, природно и ако се стискаш уште толку те фаќа смеа. Така да немаш 100% да се изолираш, тоа сигурно. Она што исто така ми текна во моментов да те прашам. Како се памти текст за цела една представа? Со пробување. Реално со пробување. Има, затоа постојат проби на маса, што ги кажав пред малку. Значи, кога се почнува да се подготвува една театарска представа, постојат тие читачки проби, ги викаме, или проби на маса, каде што зависно од текстот што се работи, зависно од тоа каква идеја има режисерот, што концепт има, што сака да направи со представата и со ликовите, се прават и тие читачки проби каде што се чита текстот и се анализира, значи која е намерата на ликот, зашто тој лик постои во представата, во
без разлика, пред малку кажав, предпоследната представа што работевме е Пепелашка. Многу добро сите ја знаеме, нели, приказната која е и нели која е улогата на сестрите, која е улогата, тоест полусестрите, нели, која е улогата на Макијата, која е улогата на Пепелашка. Меѓутоа, секој режисер си има свое видување и нешто што тој сака да го пренесе конкретно и покаже со секој од ликовите во представата, и токму затоа се прават и тие читачки проби каде што се чита текстот постојано и се анализира, па пола и повеќе од текстот се учи на тие читачки проби. Дали тоа значи дека текстот го вежбаш и по дома? Имало ситуации, меѓутоа тоа биле ситуации кога сум влегувал како замена. Значи влегов, имав една замена која што беше многу стресна, значи премногу стресна. Влегов замена во Волшебникот од Оз како Лавот. И ми се јави, тогаш Драган Довлев беше директор, ми се јави, као, што правиш? Ми викам, ништо. Ај, те молам, дојди малку до кај мене. Заминав и ми го дава текстот, ми вели, повели, земи си CD од представата, изгледај си дома представата, текстот препрочитај си го и утре дојди на проба, затоа што за 3 дена треба да играш, што е страшно стресно, особено што таа представа е многу тешка и комплицирана, има премногу текст, има многу песни, многу кореографии и бев многу, мислам, сега кога ќе се сетам, сам на себе си се смеам и на таа ситуација, затоа што си пуштав CD дома и бидејќи нема кој да ти покаже, требаше да дојдам спремен на проби, морав да ги знам, дома си ги вежбав сам, како будала кореографиите, си играв сам по дома, сам си кажав текст, сам си учев текст, меѓутоа, знаете, тоа се они екстремни ситуации, каде, нели, мора да излезете во пресред, бидејќи сепак репертоарот не сме да трпи, пред се не сме да трпи публиката. Значи, публиката која ќе дојде не ја интересира дали некој од глумците, не знам, болен, тажен, паднал, скршил рака, нога, имал температура, немал температура. Тие се тука затоа што, нели, сака да гледаат представи, тоа е тоа. Какво е чувството пред представа и по представа? Има ли тука различна енергија пред и потоа? Тоа, фала Богу, мислам, после секоја одиграна представа, некако си пон со набој, дупло повеќе енергија имаш. Иако некои од представите се, ајде да кажам, заморни, исцрпувачки, сепак интересното е што и убавото во оваа професија е тоа што си одиш дома со едно убаво чувство, особено кога ќе видите дека публиката е задоволна, без разлика дали се одиграла не знам, младинска представа или особено па детска представа, каде што гледате пред ваши очи, нели, децата реагираат и стварно реагираат, како што кажа, малку навиваат, не знам, досаден си, глуп си, не знам, буквално те мразам, лош си. Меѓутоа, сето тоа е сепак доказ дека кога детето реагира на тој начин, тоа значи дека представата допрела до него. Ако детето е индиферентно и почнува двајте вака да се врти, па да си шушка, па да си прави муабет, џабе, тогаш представата нешто не е во ред. Така да, после секоја одиграна представа, иако сме дале чувства и емоции, сепак си одиме пак задоволни и срекни, затоа што сепак и публиката е задоволна. Освен на театарската сцена, твојот глас беше поземен и на цртани филмови и на некои серии, како што беа Покемон, Дигимон, Трансформери, 101 Далматинец и не знам уште многу други пред неколку години. Па какво искуство беше тоа? Можеш ли да ни го доближиш? И е и не е различно, и е и не е тешко. Знаете, се е пракса. Иначе тоа одамна беше, започнав уште додека студирав. Меѓутоа се е, знаете, искуство и сум многу благодарен што започнав да го работам и тоа заради тоа што се, како што кажам, учите многу работи. Буквално тоа, од друга страна тоа ви отвора и други врати. Сега е многу актуелна синхронизацијата, за жал морам да кажам, дека многу се лутам и ме нервира тоа што синхронизацијата остана само на овие турски серии. И голем дел од народот, особено помладите, мислам, без разлика, ја тоа го работам, меѓутоа се лутам заради тоа што синхронизацијата остана само на турски серии. Кога јас започнав идејата во телевизијата во која што започнав, не беше да се остане само на турски серии, значи буквално требаше да се работи на
Они веќе почна со синхронизација на цртани, анимирани филмови, после тоа пробно имаше со шпанска серија, турска серија и идејата беше да се види како народот ќе реагира, како ќе го прифати, вие да гледате серија наместо да читате титул, да слушате на македонски. Реакцијата како што гледаме е одлична, пошто народот си гледа, меѓутоа за жал тој медиум веќе не постои, иначе како сакам да кажам, има идеја да се продолжи со синхронизација на актуелни серии, да не речам ситком, од Friends до не знам било кој ситком да го земеме или серија која што е актуелна и во тоа време беа актуелни, па да се продолжи после тоа со синхронизација на играни филмови. За жал, остана на ово ниво на кој што е денес. Без разлика дали станува збор за анимиран филм или играна серија или игран филм, треба буквално да го пренесете на публиката, да го почувствува истото, меѓутоа нели тоа да звучи на македонски. Од друга страна, исто така треба нели гласот да се совпаѓа, нели да одговара на ликот. Исто нема разлика дали е тоа анимиран филм или играна серија. Особено делот колегите на почетокот гледа со подценување, добра, знаеш, цртан филм, па многу е лесно, верувате дека е многу потешко. Да не ги заборавиме и епизодните улоги во некои серијски филмови, секако филмот Балканот не е мртов. Какво искуство стекна од нив? Поразлично, играта е скрос поразлична. Жално е што кај нас нема толку развиена, ајде да кажам, филмска индустрија. Сега нешто во последно се снимаат некакви играни серии, тоа е добро и треба да се снимаат без разлика какви се тие серии, како изгледаат продукцијски, меѓутоа со глед на тоа дека сме мала земја, мал пазар, сметам дека сме глумци дури премногу, сметам дека е добро да се снимаат играни серии и играни филмови. Сум имал таа среќа, како што кажа, да бидам дел и од еве од игран филм и морам да кажам дека е многу поразлично и токму заради тоа сметам дека треба да се снима за да се почувствуваат сите колеги, сите глумци дека не е исто кога се снима кога работите на филм и на театарска представа. Театарската представа иде хронолошки од почеток до крај. Меѓутоа кога снимате филм нема хронологија на настаните, значи може да снимате сцена која што е, не знам, денеска снимате сцени кои што се наоѓаат кога ќе гледате филмот на крајот, на завршување на филмот, па утре снимате нешто од средината на филмот, па не знам, заутре пак на крајот, па после тоа го снимате почетокот на филмот и тоа е многу тешко заради тоа што ние како луѓе нели сме, за да јас реагирам соодветно на одредена ситуација, ми треба хронологија на настаните, затоа и нормално се реагира на театарска представа. Зборам нели од аспект и полесно е, нели, ние барам на глумците ни е полесно бидејќи хронолошки се редат настаните. За филмот е со филмот и актерската игра исто така е поинаква, значи нема преглумување, треба да е све природно. И затоа сметам дека е искуство повеќе во секој случај. Каде најмногу се гледаш себе си, на театарската сцена, во филмот можеби или еве синхронизацијата? Па синхронизација имам работено премногу и се уште работам, значи се уште ме бараат. Овдека сум редовно вработен во театарот и исто, мислам и пред да се вработам во овој театар исто, како што кажа, вработев во другите театри. Желбата да работам на филм е исто така голема, меѓутоа желбата е едно, а реалноста е друго. Сега можеби се снаоѓам повеќе во, знаете како колку повеќе работите одредена работа, толку повеќе искуство стекнувате и толку полесно пливате во тие води. Имаш ли омилен актер или актерка со кој што би сакал да снимиш нека сцена или да бидете дел од еден ист филм? Или актер и актерка кој што посебно ги почитуваш? Ги ценам нормално оние кои што се worldwide famous, значи светски познати. Мерил Стрип е една од глумиците која што е за мене вау, затоа што мислам доволно кажува фактот што сега оваа година по не знам кој пат веќе номинирана за Оскар, сигурно и не беше и досадено, си вика аман луѓе, окей, лабајте ме малку. И сосема за крај, дали нашиот театар е на добар пат, еве ако не пошироко, во однос на театрите во регионов? Па јас се надевам дека треба да се трудиме да движи напред. Знаете како уметниците воопшто, не само театарџиите, уметниците се оние кои што се револуционери, носат секогаш нови свежи идеи и сваќања. Така да како уметници се трудиме да секогаш воведеме нешто ново, нешто поразлично, нешто
интересно на публиката во рамките на оно што ни се нели можностите и во овој театар зборам и воопшто нели во земјава. Сега не можеме да се споредуваме со Бродвеј, бидејќи пример, не знам, земете ја Лавот крал на Бродвеј, представата се дава веќе 10 години и замислете истата представа, ај што се игра 10 години, се игра секој ден по 2 пати. Во денот ја играат, една иста представа со милион награди. Се не можеме да се споредуваме со нив, но сепак нели убаво е да се стремиме во таа насока и да размислуваме на тој начин, заради тоа што ако ги оставиме нештата така да си лепдат во воздух, тогаш ништо нема да функционира, ниту пак да мрдне напред. Младите секогаш носат нови свежи идеи и сваќања, така да верувам дека сега во овој театар имаше вработување на млади глумци, режисери и драматурзи и секоја една генерација си носи нешто убаво, нешто ново, нешто свежо и мислам дека убавината е во тоа и самиот напредок и различностите и промените пред се, мислам дека доаѓаат нели со секоја генерација.